На 23 ноември 1877 година е роден Никола Карев, македонски социјалист, учесник во Македонското револуционерно движење, член и раководител на Македонската револуционерна организација и раководител на Крушевската република. Со паѓањето на градот во турски раце, тој со своите соработници се повлекол во околните планини на Крушево, а кон средината на ноември 1903 година се префрлил во Белград, а оттаму во Софија. Во Софија Карев ја обновил својата активност и учествувал во формирањето на Македонско-Одринската работничка социјалдемократска група во 1905 година, како огранот на Бугарската работничка социјалдемократска партија. По неуспешните обиди за легално да се врати во Македонија, пролетта 1905 година Карев решил да го стори тоа нелегално. За Македонија тргнал со еден товар социјалистичка литература и со намера да се предаде на социјалистичката дејност. На 26 април 1905 година неговата чета на пат за Крушево преноќила во селото Рајчани, помеѓу Кочани и Пробиштип. Но тука четата била предадена и веднаш била опколена од турската војска. Следниот ден, на 27 април 1905 година, во нерамна борба со турскиот аскер кај местноста Свиланово, загинал Никола Карев, заедно со многу борци од неговата чета. Беше тоа на 23 ноември 1944 година, кога по одлука на АСНОМ е формирана Народната и универзитетска библиотека Свети Климент Охридски во Скопје. Беше тоа на 23 ноември 1937 година, кога е роден Радован Павловски. Потекнува од гостиварското село Железна река, член на Друштвото на писателите на Македонија, на Македонската академија на науките и уметностите и Сојузот на писателите на Хрватска и на Србија. Павловски е автор на книгите Суша, Свадби и селидби, Корабија, Високо пладне, Боемија на природата, Низ прозирката на мечот, Сонце за кое змијата не знае, Отклучување на патиштата, Клучеви, Марена, избрани дела во 3 тома, Темелник и други. Исто така тој е автор на манифестите Епското нагласање и Манифест на поетската република Железна река. За своето творештво, Павловски е добитник на наградите Браќа Миладиновци 11. октомври, Кочо Рацин, Повелба на печалбарите и многу други. Стихозбирката Зрна е прогласена за најдобра книга од Југословенската радиотелевизија во 1975 година, а ракописот Пир е награден за неговите високи уметнички вредности во Хрватска. Посебни поетски книги му се објавени на повеќе јазици: англиски 2, француски, шведски, руски, чешки, романски, турски 3, српски 10, словенечки и албански јазик. Неговата поезија е застапена во голем број антологии на македонската поезија.